ставувате лист, вие сами ќе се оценувате колку го имате совладано наставната содржина. Ги имате критериумите за оценување, значи дали е целосно, делумно или слабо, според вашите точни одговори. Ќе се оценувате сами, да видиме дали реално ќе биде вашето оценување. Дали ги видовте долу критериумите што ви се за оценување? Да. Сега долу внимателно ќе си ги прочитате секој. Јас на видео мимо ќе ви ги прикажувам точните одговори, а вие ќе штеклирате во табелата за оценување на кое ниво сте со точно или не е точно проверката во опишана форма ќе ви вратам. Добро? Кога ќе си прочитате, назад имате една табела. Значи, што научивте, што знаете за глаголи и онамо каде што имате грешка, на што треба да... Оценувањето се согледува користа од вклучувањето на учениците во оценувањето за нивните постигања. Со дадени јасни критериуми за оценување, учениците се повнимателни при одговарање на прашањата или на поставените задачи. Посебно големо е задоволството кај учениците кога тие се самооценуваат. Бидејќи се ученици од помала возраст, од деленска настава, тие се ставаат во улога на наставници. Нивната радост е голема кога сами ќе видат дека точно одговориле на поставеното исто така прашање. Тие се и многу реални при оценувањето. Реалноста на оценувањето е потврдено со формативната повратна пишана информација од страна на наставникот. И учениците од деленска можат да направат саморефлексија. Според нивото на стекнатите знаења, од дадените критериуми, можат да напишат што научиле и на што треба да обрнат понатаму повеќе внимание. Со тоа, тие сами увидуваат што треба повеќе да научат. Со ова се гледа дека формативното оценување на учениците, односно самооценувањето и саморефлексијата, може да се користи со ученици од помала возраст, односно со ученици во деленска настава.